Почитувани представници на медиумите, сакам да ги известам граѓаните за состојбата на јавниот градски превоз. Од 13, само 5 автобуси за јавен превоз се во функција. Потрошени милионски суми за нивни поправки. Неможност да се најдат резервни делови за одделни типови автобуси поради нивната застареност. Возен парк со огромни количества старо железо кое треба да заврши во отпад. Ова е сликата на градскиот превоз на претходната локална власт. И секако отворени прашања. Зошто се набавувале стари автобуси? Зошто не се купувале нови? Зошто граѓаните постојано се држеле во заблуда со лаги и извртување на фактите? Кој се обидел да ќари од народните пари со овие постојани поправки и набавки на крајно амортизирани автобуси? Оваа локална власт и ова јавно предпријатие за просторни урбанистички планови работат на трајно и квалитетно решавање на проблемот продуциран од власта на ВМРО-ДПМНЕ. Во тек е набавка на 4 нови автобуси на метан, што значи квалитетен превоз, паралелно и почиста животна средина. Обезбеден е бесплатен превоз за пензионери 4 часа дневно. Нови автобуси ќе има, квалитетен градски превоз ќе има и тоа наскоро. И тоа само за година и пол од доаѓањето на новата локална власт. Почитувани сограѓани, ова е вистината за јавниот градски превоз во Прилеп. Оваа власт работи на конкретни решенија, а претходната создаваше розова слика со амортизиран превоз што ни го остави во наследство.